За само една недела 5 медицински сестри ја напуштиле клиничка болница Штип бидејќи заминале во пензија. Овој податок беше изнесен денес по повод 12 мај, меѓународниот ден на медицинските сестри и техничари. Продолжува тој тренд и понатаму. Многу жално што младите сестри кои излегуваат и се наш кадар од нашите училишта не остануваат овде. Затоа ни треба помош од Министерството и од Фондот за здравство, од Министерството за финансии. Значи, оваа работа треба да се побутне, да се протурка и да имаме поголеми вработувања, затоа што евидентно е дека само во последната недела замина 5 сестри во пензија, а да не зборуваме за месеците напред и дека тек ќе имаме сестри кои ќе одат во пензија, со самото тоа нашите оделенија болнички остануваат без кадар. Клучно прашање и понатаму останува: како овој важен персонал да се задржи во нашите болници? Јас како претседател на Сдруженијето на медицински сестри ќе се стремам да работиме на едукација поголема во однос на тоа што се можат тие овде и ќе работам заедно со раководството во Скопје на промена на квалификацијата на сестрата, а со самото тоа изголемување на платите и условите за работа, па со тоа би можеле дел од луѓето кои сакаат да одат надвор да ги задржиме овде. Најголемиот предизвик за медицинските сестри во моментов е формирање на комора и донесување закон за сестринската професија, со која би се признале компетенциите и степенот на образование на медицинските сестри. Ова е една акција која се одвива во години наназад долго, меѓутоа никако да дојдеме до конечен успех. Се надевам дека со сегашните власти, со министерот за здравство и директорот на фондот, со кој се најавени средби во наредните денови, ќе успееме да дојдеме до некој заеднички договор и да ги помрднеме точките напред. Одбележувањето на меѓународниот ден на медицинските сестри и техничари е поврзано со основачот на оваа професија, Флоренс Најтингел, која е родена на денешен ден 1820 година, но и со Славјанка Влахчева, основоположник на сестринството и современата медицинска сестра во Македонија. Основач е на првото медицинско училиште во Македонија, а подоцна и на мрежата на медицински училишта.